Добро утро, добар ден. Добре дојдовте сите на Уналум Тарот страницата и на Уналум Тарот канал. Јас вас сите ве поздравувам, небитно од кој дел ме гледате и во која временска зона. Енергија која што се надевам денешната порака, која што ќе биде генерална, колективна, канализирана порака, ќе добие една огромна смер енергија која што за сите вас се надевам дека ќе биде во значење момент каде што ќе земете смерници, енергии за ваши случувања, за ваши случки, настани, моменти кои што ќе ја енергизираат денешната порака од тарот картите. За сите вас кои што доаѓате првпат на мојата страница или пак сте дел од мојата YouTube канал, срдечно ве поздравувам и ви посакувам едно топло добре дојдовте. Се надевам дека ќе бидете во ваша асертивност, во енергија да превземете добри смерници од сите мои видеа кои што ќе бидат во тек да ве просветлат, енергија да пронајдете решение за ваша случка или пак ваш проблем, во енергија да бидете во ваша асертивност и во стритна околност. За сите вас кои што сте тука и дел од моето семејство, ве поздравувам, ви подарувам една огромна енергија која што се надевам дека ќе бидете во ваша асертивност, во ваша автентичност. Ќе превземете енергија за денешното исчитување од тарот картите кој што е колективно, генерално, канализирано читање и се надевам дека улогите секогаш ќе ги замените доколку дојдете на моето видео или пак ве пронајде ова видео. Енергија да бидете здрави, во добро расположение и да не заборавите ова исчитување секогаш да го пресвртнете во ваша енергетска вредност, а не да бидете во енергија на исчитувањето, туку да превземете ова читување, да го ставите во ваша енергија. Ајде да видиме денеска тарот картите за што сакаат да говорат, да видиме во која енергија ќе бидеме и да видиме за каква енергетска вредност ќе говорат тарот картите денеска. Енергија забава. Ајде да видиме кој и што ќе се забавува и како ќе прифатите можност да бидете во енергија забава. Тарот картите сами си покажаа можност и некој денеска ќе се забавува сам со себе. 4 мачеви, енергија забава. Енергија да бидете во своја автентичност. Можност да некој до вас ќе добие енергија да се забавува сам со себе или енергија да прифатите можност доколку сте во ваша медитативна енергија, доколку сте во енергија да премногу размислувате, сте во енергија одмор, да прифатите едно излегување од вашата моментална состојба и да одите на забава која што ќе ви ја приредат вашите пријатели. Енергија да излезете од својата зачаурена можна енергија која што се надевам некој од вас ќе биде во можност тоа да го направи и да доживее една огромна забава, да исцели и да биде во своја автентичност. Денеска некој некому ќе му подари забава, забавен енергетски дел кој што се надевам дека ќе излезете од мисли, од енергија одмор. За други пак од вас ќе значи дека на вам ви треба забава кој што и сте во своја асертивност, во своја одмор, но премногу размислувате. Енергија дека ќе треба да отпуштите
и да влезете во една забавна, моментална енергија, каде што и ќе треба да ги вашите енергии завртите во своја енергетска можност, да бидете во забава, а вашиот разумен дел или пак вашиот рацио да го препуштите за некој друг настан или пак за некој друг ден кој што ќе биде во енергија на доаѓање. Ајде да видиме зашто тарот картите сакаат да ни говорат, да видиме која е оваа персона или пак може би и вие ќе се пронајдете во денешново исчитување од тарот картите. Хајде да видиме за која персона станува збор, кој сака да ве повика на забава, забавна енергија, каде што и сака да ве изнесе од својата зачаурена моментална енергија, од својата одморност. Да видиме кој тоа ќе го направи. Да опишеме оваа персона. Пажот на мачевите. 3 купа. Ајде да видиме. 8 пентакли. 2 пентакла. И јасот на мачевите. Енергија да добиете позив од ваш пријател или пак ваша пријателка која што ви е долгогодишна, која се наоѓа во вашиот енергетски дел, кој што сака да биде во ваша енергетска енергија, сака да ви помогне да бидете во можност да излезете, да се забавувате и да бидете во енергија, своја енергија, да не премислувате премногу доколку се работи за персона која што е од вашата работна околина, да биде во енергија дека оваа персона е ваш пријател, но е ваш енергетски пријател од вашето работно обкружување. Енергија да оваа персона премногу работи, биде во своја балансна енергија. Двата пентакли не означуваат да биде и умствено јака, стабилна енергија, да секогаш се премислува, но оваа персона денеска или пак негдека во наредниот период ќе ви понуди една понуда која што ќе биде преку комуникација, ќе бидете во енергија да искомуницирате преку социјални мрежи или пак преку мобилен телефон кој што и ќе добиете понуда за излегување, да бидете во своја асертивност, да не бидете во зачаурена една енергија каде што само мислите ви се преокупација, енергија да бидете во енергетска вредност која што ќе ви овозможи една убава забава. Оваа персона е премногу дружелюбива, енергија да донесува битни, важни одлуки и е во балансна енергија, гради баланс, стабилна персона која што премногу работи и заработува материјално обезбедена, енергија да е во редот на вашите пријатели во обкружување или пак е ваш работен енергетски колега или пак пријател кој што и сака да ви помогне да бидете во своја автентичност, да се забавувате пред да донесете битна и важна одлука за некоја ситуација која што се надевам дека ќе ви биде и понудена од оваа персона. Ајде да видиме зашто токму оваа персона се појави денеска во ова денешно исчитување од тарот картите. Ајде да видиме што сака оваа персона да ви понуди, каква е оваа понуда. Гледаме дека оваа персона е стабилна, дека е во тесно обкружување, дека сака да се забавува, да излегува, да се прошетува, дека е во размислување да ви понуди понуда,
за да ве изнесе во балансна енергија, персона која што балансира помеѓу пријателство и работна енергија. Ајде да видиме што сака оваа персона да ви понуди. Да ви го излечи срцето, затоа што вие страдате од претходна енергија која што и сте биле повредени во љубовта, енергија да некој ве повредил и сега оваа персона ќе сака да ви понуди една стабилна енергија, дали битно на работна или пак на материјална, но и на забавна. Може да е во енергија на хороскопски знак, знак познак Венера или месечина или битен натален енергетски дел Водолија, која што и самата персона ве манифестира и сте негова желба или пак нејзина желба. Енергија да сака да ви го излечи срцето. Оваа персона е буквално испратена од универзумот за да ве енергетски реанимира и да ви даде подстрек дека не треба да бидете долго во своја енергија и да не тагувате за прошлоста, туку да гледате напред во иднината која што ќе биде во енергија да добиете една понуда која што оваа персона ја манифестира. Вие сте негова желба или пак нејзина желба, каде што ќе ви понуди стабилна енергија, да добиете мала понуда на стабилна енергетска вредност во материјално или пак во работно, а за други пак од вас ке значи дека ќе добиете една стабилна моментална енергија, каде што се надевам дека и ќе биде комуникација помеѓу четири очи, енергија да разговарате и да манифестирате енергија. Оваа персона има нешто искрено да ви каже, послушајте ја, затоа што сака да ве изнесе од предходниот енергетски дел. Оваа персона ќе сака да ви го излечи вашето срце. Токму така, оваа персона патува, енергија да доаѓа од работна енергија или пак да доаѓа од странство, да е оддалечен од вас, да биде во можност да ви даде простор да се одлучите за патување кое што се надевам дека и ќе ви го понуди, да бидете во енергија, да се забавувате, да не мислите на претходниот период кој што сте го имале. За некој од вас ќе важи дека сте имале моментална љубовна енергија која што и сте биле разочарани во љубовта. Оваа персона ќе треба да ве реанимира во љубовта. Енергија да оваа персона е ваш пријател, можеби и пријател од детство, но и соработник во работна енергија. Ајде да видиме што сака и да ви порача оваа персона или пак универзумот. Некој денеска или во наредниот период ќе се сретне со својот долгогодишен пријател, пријател од детство или пак работна енергија, каде што и ќе искаже можност да оваа персона и ве манифестира енергија да добиете момент да бидете во своја енергија, да ви го исцели вашето срце, вашата срчана чакра која што долго време страдала. Кралот на пентаклите, два мача, десет мача, и љубовници.
Токму така. Оваа персона може да има знак, познак Венера или месечина во некој од земјените знаци, со водолија мешано, значи енергија со ваздух и земја. Енергија да кралот на пентаклите е момент да оваа персона која што и страдате поради прободено срце, која ви забила 10 мачеви во вашиот грб, енергија која што ве повредила во прошлоста, за која што сте и немале можност да идете напред, токму оваа персона ќе сака оваа енергија да ја тргне од вас и да стане ваш љубовен енергетски дел, значи ќе добиете покана за да излезете од вашата енергетска вредност, да не размислувате на оваа повреда кој што долго време ја носите во вас, да ве остабилизира оваа персона која што доаѓа до вас и да ви понуди една можност за стабилна, љубовна или пак моментална работна енергија каде што и ќе ви понуди можност за љубовен енергетски дел, да се реанимирате во љубовта. Енергија каде што и ќе треба да пресечете, да донесете битна и важна одлука, дали ќе продолжите со стариот енергетски живот, со старото размислување или пак ќе влезете во една новост која што оваа персона ќе ви ја понуди. Оваа персона сака да ве реанимира од долга повреда кој што ја носите во вашиот енергетски дел, каде што и сте биле во безизлезност. Енергија да некој сега комплетно се најде во вашата енергија и ви понуди можност за зацелување на рани, на стари рани кои што и ги носите во вашиот енергетски дел, да бидете нова вие, енергија да бидете нови вие, да бидете во ваша асертивност, да излезете од многу размислување и да бидете во една нова автентична енергија. Енергија каде што ќе бидете и кралица на куповите, каде што и ќе бидете во давање, реципрочност, да бидете со добро срце и добра намера. Енергија каде што сите ваши емоции оваа персона ќе ви ги врати во вашиот биоритам, каде што и ќе нема простор за оваа енергија која што ве повредила во претходниот период. За некој ќе важи дека ова го носите многу долго време, да бидете во ваша безизлезност, но секогаш има решение од универзумот испратено. Оваа персона е персона која што ве манифестира, е негова желба да ве исцели и да отпочнете една нова љубовна енергија, да ви понуди љубов, да ви понуди емоции, затоа што и мисли дека ќе треба да бидете во ваша енергетска вредност, која што и ќе треба да ја отстраните долго носечката повреда кој што сте ја имале во вашата енергетска вредност, во вашето срце. Оваа персона има добро срце, момент каде што и ќе ви пристапи со енергија, љубов и љубовна моментална способност кој што и сака да ви го подари енергетскиот дел, а тоа е неговата емотивност. Ајде да видиме и што ќе ви кажат овие тарот карти. Токму така. Отпуштете ја старата енергија и влезете во нова енергија каде што и ќе ви биде понудено да се забавувате, да бидете во своја енергетска вредност, да ја реанимирате вашата можност за да бидете во прав
божански тајминг, каде што и оваа персона се враќа или пак доаѓа до вас, ви нуди излез и решение од старата состојба. А ја на вам ви посакувам многу среќа и успешен ден. Поздрав!